Зголемени приноси, повисок квалитет, решавање на проблемите со системите за наводнување и рекордни откупни цени. Ова се главните придобивки од досегашниот тек на откупот на грозјето, со кој, според инспекторатот, до 4 септември откупени се околу 30 милиони килограми грозје, или 11 милиони килограми црвено винско грозје и 19 милиони килограми бело грозје. За сега, инспекторите кои се постојано на терен не откриле никакви неправилности при откупниот процес, уверува ресорниот министер Цветан Трипуновски, кој присуствуваше на манифестацијата Тиквешки гроздобер 2025 во Кавадарци. Манифестација која што се одбележува веќе традиционално, со богата програма која што природа општината, се со цел да се одбележи оваа значајна гранка во нашата држава. Оваа година очекуваме над 25 милиони килограми плюс за разлика од ланската берба, односно некаде целата берба да биде некаде околу нешто над 100 милиони килограми. Она што е важно и една порака до земјоделците дека инспекторатот и министерството, владата во целина ќе го следи секојдневно откупот на винското грозје за да се спречат било какви отстапувања од законските норми и прописи кои што важат. Министерот Трипуновски се осврна и на нападите од опозицијата околу незиното барање за промена на законот за вино, за кое рече дека се обична политичка манипулација на лозарите, но и тотално непознавање на состојбите во оваа гранка. Мислам дека се работи за елементарно непознавање. Такви интервенции не се ставаат во закон, има други механизми кои што треба да се преземат. И мислам дека лидерот на опозицијата од неговите соработници ставен на еден тенок мраз, каде што практично презема активности кои што не се по процедурите. Крајот на бербата ќе покаже дека навистина сериозно имаме работено изминативе една година како влада. Инаку, интенцијата на оваа влада е враќањето на Македонија на пиедесталот во квантитетот на произведено винско грозје, а со тоа и производство на многу квалитетно вино кое ќе биде распространето ширум светот, со што земјава ќе остане на светските лидерски позиции како докажан производител на врвни вина, појаснува Трипуновски.